Zdravo drugarčinja, jaz sam učiteljka Viki, doađam od gradinката 25. maj od opština Gazi Baba. Potočno sam v objektu Detelinka. Koliko mi nedostasувате Detelinki. No dneska sam mnogo srećna, бидејќи заедно ќе се дружиме, точно Detelin. Сега ќе ви раскажам еден многу убав расказ, кој се вика Другарчиња, исто како вас, како моите другарчиња, кои се ложно се дружат, се сакаат. Така е другарчиња. Точно, расказот ми се вика Другарчиња. О, пристигна пролетта, убавата пролет. Дрвјата се расцвета. Сонцето ги пушти топлите негови зраци на секаде. Ги стопли срцата. Пиленцата се вратија од топлите краишта. Точно, се живна. Но Марко се разболе. Тој лежи во креветот. Никој не смее да го посети, бидејќи неговата болест другарчиња е многу заразна. Гледа така тажно низ прозорецот, како се играат облачињата на небото, го слуша звукот на авионот кој е во далечината, ги слуша звуците на птиците и си лежи. Но и него наеднаш на прозорецот се појави балон. 1, 2, 3, 4 балони во разни бои, насмевнати балони. Одеа нагоре, се нишаа надолу, па нагоре, па надолу. А на балоните дури имаше и насмевки. Точно другарчиња, едни насмеани лиценца, кон детето болно Марко. Оп, се зачуди Марко, а потоа се сети. Тоа сигурно е Каја. Може би со низе и Томи, бидејќи гледа многу балони. Цирна низ прозорецот и ги виде на вистина неговите другарчиња. Каја, Томи, Ана, Стефан, Васе и Калина. Многу беше среќен и радосен. Тој скокна од среќа и ги поздрави своите другарчиња. Така е, многу среќен бил Марко другарчиња. Точно, затоа што неговите другари му дошле на посета, но не во неговиот дом, туку пред зградата. Сватил Марко дека има вистински другарчиња. Така е. Дечиња, дали ви се допадна расказот? Што мислите? Мене на вистина многу ми се допадна. За кого се зборуваше во овој расказ? За Марко. Како се чувствувал Марко кога лежеше во креветот болен? Што мислите, другарчиња? Тажно, многу тажно се чувствувал Марко. А кога ги догледал другарчињата, тој скокнал од среќа. Така е, бидејќи тие се сетиле за вистинскиот другар. Браво, другарчиња! Вие можете да си го раскажете расказот на вашите баби, на вашите мајки, на вашите татковци. Можете да го илустрирате расказот, да ги нацртате веселите балончиња, да го нацртате Марко, да ја нацртате Каја. Во ваш избор. Но можете, дечиња, и да си разговарате за емоциите. Како се чувствувал Марко кога седел пред прозорецот? Како се чувствувал кога пиел чајча? Како зачудено мислел кога ги видел балоните се чувствувал? Како се чувствувал кога ги видел другарчињата? Но можете исто така да си направите коцка со помош на мама и тато, да си ги залепите емотиконите и да си разговарате. Како се чувствувате кога сте среќни, како се чувствувате кога сте заљубени, чувствувате кога сте изненадени, како се чувствувате кога сте
тажни. Како се чувствувате кога сте среќни? Како се чувствувате кога пиете чајча? Довидување, другарчиња, до следното видување.